Карфиолот е една од одгледуваните сорти на дива зелка. Името потекнува од италијанскиот збор каволи фиори. Карфиолот потекнува од Мала Азија и Медитеранот, а е роднина на зелката и брокулата. За производство на карфиолот треба големо внимание, затоа што неговата бела боја е многу осетлива. Карфиолот се произведува на начин, прво се прави расад, потоа да расадот се пренесе во нивата и се пресадува таму и се направи и се отсадува. И после тоа карфиолот е специфична артикл, треба многу внимание, многу покривање кој ќе почне да заврзува глави, од тие малку кога фане сонцето пожетела. Годинава карфиолот се продава за далеку пониска цена од онаа лани, кога цената се движеше од 200 до 250 денари. Цената денеска е 70 денара. Не е како онаа цена лани што беше фрапантна, тоа беше неверојатно висока. За почеток, па после падна малку ниско. Карфиолот може да се конзумира на повеќе начини. Неговиот вкус во секој случај е посебен, а најчесто е употребуван свеж, варен или како туршија. Оваа година карфиол во Туршија граѓаните ретко ќе ставаат, затоа што повеќето живеат сами, па туршијата нема кој да ја јаде. Не, земница ништо не правиме оваа година. Заради цените или? Па не, и цените и скапа и пазарот веќе. Така не се исплати веќе да се зема за земница да се спрема. Ова по една тегла си земеме од самопослуга и така. Јас не ставам, оти децата не ми се тука, а иначе ставав. Исто и оваа ќе ставаме сега. Цената не е битна, ќе се земе. Не. Ја туршија не ставам, оти сум сама, децата ми се у странство, купам се готово. Фреквенцијата на градскиот пазар денес беше голема, а цените околу пладне беа следни. Домат 70, пиперка 60, компир 30, краставица 50, брокула 100, корнишони 60, круша 60, грозје 50, карфиол 70 и прас 50 денари за килограм.